Трајко Джиков е копирајтер, концептуалист, кој повеќе од 10 години е во адвертајзингот. Пишува компаниски слогани за кампањи, сценарија за ТВ, радио и дигитални реклами, смислува стратегии на брендови, но меѓу другото го држи и предметот копирајтинг на Академијата за маркетинг и пиар Creative Hub. Джиков започнал во агенцијата Индиго во 2005 година, а во 2007 година преминува во агенцијата Футура 2x2, во која и ден денес е дел од тимот. Трајко, вие сте копирајтер и концептуалист по професија. За оние кои имаат забуни околу дефинирање на што е она што го работите копирајтерот во адвертајзинг индустријата, некратко можеме да кажеме дека тоа е всушност нели смислување на реклами. Дали можеме да го објасниме креативниот процес, постои ли начин за таква нешто? Дали постојат техники или можеби патерн за инспирација кој што ти ги користиш, како стигнуваш до идејата или можеби за сето ова е потребен талент? Инспирацијата може да ја најдеш во се. Најчесто инспирација за рекламните кампањи во кои што се промовираат производи ја наоѓам во животот на луѓето, во нивните навики, во нивните размислувања, начините на кои што имаат интеракција со други луѓе, нивниот сензибилитет, нивниот чувствен свет, така што можам да кажам дека инспирација може да најдеш во се и во секого. Многу е битно во текот на креативниот процес да се инспирираш од различни работи, да ја црпиш инспирацијата од различни полиња на интереси на луѓето. Потребно е да размислуваш дивергентно, да бараш инспирација во секаков тип на уметност, да си отворен за да стигнеш до една идеја која што би била релевантна за тој кој што е публика на таа идеја. Идејата треба да предизвика секако некакво чувство кај нив, секако треба да биде блиска и се разбира дека мора да биде примарно силно поврзана со начинот на животот. До идеја можам да стигнам во 15 минути, понекогаш за да стигнам до идеја ми се потребни 3 дена, 5 дена, недела дена, понекогаш вистинската идеја доаѓа после 6 месеци или после 2 години од како се престанал да работиш на тој проект, така што стигнувањето до идеја секако не е едноставен лесен процес. Потребно е многу истражување, потребни се многу референции за да стигнеш до онаа идеја со која што првично си лично задоволен, а понатаму е задоволен тимот, задоволен и клиентот, тоа води кон продажба и така натаму. Талент, не би го нарекол талент, би рекол дека е повеќе сензибилитет, заради тоа што мене од секогаш, уште од малечок ми интересирале визуелните уметности и осмислувањето приказни. Јас сум голем љубител на реклами уште од малечок, така што да речеме дека сензибилитетот низ годините ми се градил за да го работам тоа што го работам денеска, а талентот е нешто на кое што искрено ви кажам и доста упорно работам, така што тука сме всушност добро знаеш, нели, да мотивираме и да споделиме вашата приказна, но и се разбира вашиот успех. Во едно интервју прочитав дека сте особено горди на кампањата за Златен даб и Крали Марко, но и дека критериумот по кој се водите кога избирате реклами направо дека она што го правите мора првин вас да ви се допадне, а потоа да го испрезентирате пред клиентот. Кои се предизвиците со кои се соочувате во ова навистина интересна професија? Покрај тоа што главниот предизвик е нели да стигнам до вистинската идеја, постојат тука попат многу предизвици кои што за жал може да има негативен ефект, но мора да се надминат. Тоа е рокови, најверојатно и само рокови, бидејќи неретко се тие рокови многу кратки, а во тие кратки рокови кога човекот е притиснат дури знае да биде и интересно, инспиративно. Јас сум се наоѓал во ситуации во кои што навистина краткиот рок ме довел до, да речеме, одредени решенија за кои што јас навистина сум бил задоволен, иако било пеколно да се изложи себе си на таков притисок. Битно е да ги надминуваш тие предизвици, заради тоа што па да не постојат предизвиците нема да бидеш инспириран да одиш понатаму, да се градиш, да се унапредуваш и така натаму.
Велите дека за да се успее во оваа професија, значено е континуирано да се пишува без престан, за да може креативната мисла да се развива. Покрај пишувањето, кои други вежби можат да се применуваат? Не само за мојата професија, сметам дека секоја професија бара одредено ниво на посветеност, кој што е многу битно за изградбата на личноста како професионалец. Во мојот случај, бидејќи се работи за смислување на концепти и креативни рекламни кампањи и така натаму, во мојот случај многу е битно да пишуваш цело време. Да пишуваш за да го извештиш својот дискурс, начинот на изразување, за да пробуваш варијанти кои што се најблиски до тоа, до јазикот кој што го зборува твојот таргет и така натаму, така што мислам дека никогаш не е џабе да се работи повеќе од тоа што мислиш ти дека можеш, заради тоа што често се случуваат изненадувања во кои што ќе си речеш, па чекај, јас го можам ова, а тоа сепак е производ на труд, бидејќи мислам дека нема поинаку. Талентот, како што кажав претходно, талентот според мене е нешто што е преижвакано, повеќе не знам ни што значи талент, инспирација, дефинитивно и многу работа и пишување. Многу, дефинитивно, и тоа го препорачувам на секој човек кој што сака се оствари во оваа професија, само да пишува за да стане се повешт и повешт. И за крај, дали може да дознаеме нешто повеќе за вашите идни планови? Дали постои нешто во вашата професија што смятате дека се уште треба да го достигнете? Секако дека постои, јас никако не застанувам во тоа што го работам. Постојано, продолжувам постојано да се предизвикувам себе си, заради тоа што мислам дека моменталната позиција во која што сум е ќе речам неблагодарно, некои си 30 или 40% од тоа што верувам дека можам да го направам. Во однос на мојата професија постојат нормално нивоа кои што можам да ги достигнам, а тоа што ми е мене лично најважно како лична филозофија во животот е да стигнам до одредена идеја која што можеби нешто ќе му промени во животот на човекот. Тоа е некоја ултимативна цел. Идни планови, јас сум човек кој што размислува краткотрајно. Сакам да живеам денес, сакам да не се оптеретувам премногу што ќе биде 4 чекори однапред. Сум задоволен таму кај што сум, но не престанувам да се градам. И упорно работам на тоа за да стигнам до можеби нешто повисоко во животот.